Во оваа тема од серијалот eSport Generation ќе разговараме и анализираме за електронските спортови како хоби или професија и можност за осамостојување на младите. Одлично се заработува. Знам, имаме и таков пример од македонски играч од Свети Николе кој што игра играта Dota 2, името му е Мартин Саздов Сакса. Му е надимакот, он беше прв на европските лидерборди во контекст на скил ело, така се нарекува, мерењето на скилот, на вештините во играта, и он успеа да влезе во интернационален тим, во американски тим, таму зема второ место на International, кој што е најголем турнир во историјата на еспортот, и мислам дека само од наградниот фонд доби мислам дека милионер стана во нашата држава, така да и дополнително ќе добива плата од самиот тим, така да несомнено е дека може да се живее и убаво да се живее. Ги прашавме и нашите најдобри атлети во различни дисциплини како Counter-Strike Global Offensive, Dota 2, League of Legends и Fortnite да го споделат своето мислење на оваа тема. Електронските спортови треба да дојдат на едно слично или па и исто ниво со традиционалните спортови, кои што за разлика од другите земји, кај нас се уште не е така во нашата држава, но сепак се стремиме да го постигнеме тоа. Исто така за електронските спортови, убавината е во тоа што покрај хоби може да биде и професија, која што понатака во животот на младите, но и постарите може да им донесе една убава кариера и да се осамостојат од своите родители. Видеоигрите, покрај тоа што нудат забава за децата, а и за младите на денешницата, нудат и компетитивност, која што го развива компетитивниот дух кај младите, и затоа и се наречени електронски спортови, настрана од традиционалниот спорт. Мислам дека покрај тоа што како можат да се категоризираат како хоби, сепак истите можат да се категоризираат и како професија, која што понатаму ќе им го трасира патот на младите да успеат во својот живот, да основаат семејство и истото да го имаат како професија. Дали како играчи, дали како тренери или некој вид на учесници во развивање на електронскиот спорт. Затоа сметам дека сите родители, сите членови на семејството треба да ги поддржуваат своите деца, браќа или сестри во она што го зацртале во патот на кариерата која што е проследена од електронските спортови. Моја идеја како еден ингеймер кој што е доста запознаен со еспортот, би сакал да им посочам на родителите и да им укажам на приликите кои што ги овозможува еспортот, дека треба да им пружат прилика на своите деца геймери да се чувствуваат како некој кој што може да успеат во еспортот со цел градење на добра кариера и понатака успешен живот. На сите еспорт ентузијасти кои што геймингот им е пасија, им препорачувам да останат цврсти во својата одлука, да не се откажуваат за нивната желба да стане реалност. И убедени за својот успех, кој за нас младите ни представува единствена опција да им докажеме и покажеме на нашите родители дека видеоигрите не се само потрошено време.